Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во овој термин, вие сте со Трета порта на 24 вести, емисија која за вас го пребарува интернет просторот и ви ги представува најинтересните колумни, анализи и коментари. Оваа среда се фокусираме на неколку теми. Ке ги видиме реакциите по расправата во Собранието за анкетниот лист на првиот човек на Управата за безбедност и контраразузнавање. Ке видиме анализи на колумнистите за партиско-политичката слика и ке се осврнеме на делот на надворешно-политичките случувања. Почнуваме со колумната на главниот и одговорен уредник на вестникот Вечер Драган Павловиќ, која се однесува на расправата во Собранието за анкетниот лист. Павловиќ почнува се осврнува на настапот на пратеничката на СДСМ Радмила Шекеринска, која ги постави прашањата до премиерот Груевски. Колумната на Павловиќ е насловена како дебата. Поентата на Павловиќ е дека прашањето кое доаѓа од Шекеринска на некој начин не е легитимно, бидејќи Шекеринска нема кредибилитет да поставува такви прашања. Еве ја поентата на колумната. Да ја избереш Рада Шекеринска да прозива други дека трошат повеќе од што заработувале е почетничка грешка. Работава е поддрж ми го копилево да ја кажам на онаа што спонзоруша е. Прво, Шекеринска само на провода и гардероба троши колку целата незина пратеничка група заедно, со исклучок на 2-3 лика од незиното блиско партиско опкружување. Кога СДСМ ја превзема и власта на оној 15 септември, Рада се сликаше покрај Шкодата на таткој со препорака дека е скромна и одмерена и дека не се парите мотив за политика. После се сменија времињата. Денеска, секоја ташна што ја дефилира е поскапа од онаа Шкода крај која се сликаше за да му се препорача на гласачот. Ама парите не и се мотив да се бави со политика, политиката е мотив за да дојде брзо до парите. Тоа е. Продолжуваме со колумна на Бранко Геровски од овој пат од порталот Плюс Инфо, кој исто така се осврнува на случувањето околу оваа дебата, но сега тој зазема еден спротивен став од Драган Павловиќ и вели вак во однос на прашањето кое се поставува од Радмила Шекеринска. Геровски вели вак: да се разбереме, не сме наивни и знаеме дека ако некогаш имало било што спорно во врска со имотот на Шекеринска и на лицата од незиното семејство што подлежат на јавна контрола, сопругот на пример, тоа без друго ќе било обелоденето и злоупотребено за уште една од многуте хајки кон првите луѓе на опозицијата. Живееме во земја во која тајна полиција врши жестока контрола врз нашите приватни животи и воопшто не се сомневаме дека Радмила, незиниот сопруг и многу други опозицијски прваци и нивни најблиски се следени, прислушувани и контролирани на сите можни начини. За ова прашање се развија интересна дебата и на социјалните мрежи, на Facebook, на Twitter, па така на Twitter веднаш се оформи ново поле на интерес, тоа се нарекува хаштаг, но тоа е еден дел кој што се потенцира на Twitter, па сите потоа кога коментираат можат лесно да ги најдат своите коментари подредени во иста колумна. Така сега на Twitter некој има оформено така наречен хаштаг на свој начин, кој алудира на одговорот на премиерот Груевски за тоа како директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање ќе одговори, дека тој ќе одговори на свој начин. Сега премиерот Груевски не кажа баш точно на свој начин, но сепак тука е тоа формирано, ќе го видиме и тоа. Еве некои од коментарите. Тука Шекеринска вели на свој начин. Еве коментарот на Радмила Шекеринска. Ке станам виновна за падот на Wall Street, ниската цена на јаболката, за седата на Гоце. Што ти прави едно пратеничко прашање? Подолу друг корисник вели вак: Мјалков живее под кирија кај секој од нас, на свој начин.
Еве, тука има уште некои интересни коментари, хумористични. Вели вака: јас уствари си ја сакам на свој начин. Знам, ама знам дека тоа не е темата. Друг вели вака: имав една фирма, продадов 2 и сега имам 4. Како бе така? На свој начин. Еве, новинарот Горан Ризаов прецизира, чисто заради прецизност. Ж, тука се мисли на премиерот Груевски, кој на социјалната мрежа Twitter се означува по Ж, не рекол на свој начин, како што пренесе Телма и други портали, туку на соодветен начин. Еве тука друг корисник на Твитерот вели вака: со истите тези излезе и Бошковски, па се извинуваш. Извинете ако ви е глуп хаштагот на свој начин, уживајте у мракот. Тоа се коментарите на Твитер, објавени под овој хаштаг на свој начин. Тоа беше прегледот на случувањата околу расправата во Собранието за анкетниот лист. Сега продолжуваме со една низа на коментари и колумни посветени на натрешно-политичката состојба во државата, на меѓупартиските односи, на анализи за внатрепартиските случувања и за власта и за опозицијата. А почнуваме со колумната на професорот Љубомир Фрчковски, во која тој го анализира однесувањето на председателот Ѓорѓе Иванов. Па така Фрчковски мисли дека председателот Иванов воопшто не се представил како председател на сите граѓани и дека потврдил во извршувањето на основните председателски должности, а тоа е балансирање помеѓу политичките партии и креирање на еднаква политичка клима од негова страна. Еве ја поентата на професорот. Јавноста некого издигнува, некого закопува. Тоа требаше да му биде јасно на овој кинеско-руски човек и влюбеник во ориенталните деспотии. Кога влегуваше во политиката во Македонија, потикнат од својата провинцијска амбиција, стана фигура за подигрување и подсмев, вреќа за боксирање на деспотијата на ДПМНЕ. Не ја балансираше извршната власт, како е предвидено во Уставот, туку ја засили со свое простирање под аздесаната недемократска влада и оригинерната верба во идиотскиот проект за идентитетска трансмисија на македонецот на маргините на модерноста и светот, во скутовите на Олимпија, куде Александар. Подоцна се отвори во струкот, како што велат шнајдерите, и разви своја ново пронајдена, а долго чувана љубов кон едно партискиот систем, скриен зад формалната демократија, руско-кинескиот модел на транзиција, се нешто само да е антизападно. Тоа е колумната на професорот Фрчковски. Продолжуваме со колумна на Илија Димовски од ВМРО ДПМН, која се однесува на однесувањето на опозицијата во однос на расправата во Собранието и на реакциите на опозицијата на планот на владата за градење на 2 автопата кон Охрид и кон Штип. Кичево Охрид и Скопје Штип. Па така Димовски вели вака: СДСМ со празни критики удри на автопатот. Тука Димовски образложува зошто тезите и аргументите на СДСМ не држат. И еве една поента од колумната, вели вака: толку поволен кредит досега Република Македонија веројатно и нема добиено. СДСМ се обиде да го оспори ова, како споредба и како начин да се измери релевантноста. Посочивме на еден сличен кредит, кој во времето на владата на СДСМ беше добиен исто така од кинеска банка, но за изградба на браната Козјак. Тој кредит, добиен од кинеска банка за проект што го изведуваа исто така кинески фирми, беше со рок на исплата од 15 години, но со каматна стапка од 7,8% на годишно ниво.
Значи, овој кредит за изградба на автопатски делници е со 2%, а оној од времето на СДСМ забраната Козјак со 7,8 каматна стапка и со пократок рок на исплата. Тоа е колумната на Димовски. Продолжуваме со редовната колумна на новинарот Ерол Ризалов, кој анализира во однос на неговите размислувања дека завршува ерата на премиерот Груевски. Тој со своји аргументи, со своји анализи ова го брани, ја брани оваа теза, а насловот на колумната е токму така и проектиран: завршува ли ерата на груевизмот? Ева главната теза на Ризалов од колумната, од која после се произведуваат и останатите елементи. Ерата на груевизмот го достигна својот зенит. Историската наука вели дека без исклучок сите општествени процеси, колку и да се позитивни или негативни, кога ќе го допрат својот врв, почнува падот. Често тоа се одвива драматично, брзо, а некогаш бавно, без малку колку што траеле самите предвижувања до највисоката точка. Иако веќе може да се каже дека е потрошен моделот на едно по многу нешта единствено владење, тешко е да се предвиди колку долго ќе трае спуштањето од небото на земјата. Многу е поверојатно дека ќе бидеме директни учесници на болно и бавно трезнење од големите изгубени надежи, отколку сведоци дека ерата на Никола Груевски ќе влезе во колективното памтење како златното доба на Перикле и на најголемиот процот на македонската транзиција, како што веќе има обиди да се прикаже бронзеното време на Груевски. Продолжуваме со колумна на новинарот Петрица Рачини, кој исто така анализира што би се случило доколку дојде или што ќе се случува кога еден ден ќе дојде до смена на актуелната власт. Па така Сарачини во насловот на својата колумна ја поставува и тезата, го поставува главното прашање, а тоа е следното: што по оваа власт? Враќање на вредностите или дотепување на граѓанството? Еве ја и поентата на Сарачини, вели вака: оваа власт ќе пропадне набрзо. Не толку поради политичката сила која стои спроти неа, власта пропаѓа, оти владењето веќе трае предолго. Машината е изморена, задолжена, продувана од премногу турирање на непотизам, криминал, корупција. Таа стана прегломазна, а покривањето на малите ефтини лаги со поголеми и поскапи лаги, како и купувањето луѓе и души, се потешко се финансира, тече на сите страни. Отворената дупка во самоувереноста на властодржците, се поголема нервоза кај најсмирените и најавторитетните меѓу нив, па дури и кај оние митски ликови чие име се изговара со шепотење, ни кажуваат јасно дека оваа власт го трча својот последен круг. Ете, Сарашини ја илустрирал својата колумна со смешна фотомонтажа. Продолжуваме со колумна исто така посветена на натрепартиските проблематики, овој пат на Сонја Крамарска, главната и одговорна уредничка на Утрински весник, која се однесува за анализа за случувањата во опозицијската СДСМ. Па Крамарска во насловот ја праќа следната порака: ако Заев го победи СДСМ, ќе го победи и Груевски. Тука Крамарска се адресира на сите внатрешни случувања во СДСМ, на внатрешно партиската борба за места, за позиции, на борба за идната идеологија на партијата. И еве еден интересен дел. И Груевски досега добро го служеше политичкиот инстинкт со кој е несомнено обдарен. Сега тој инстинкт му звони за аларм при секое појавување на Заев на пресконференција или на друг настан. Груевски најдобро знае од сите други кој е Заев.
Популистот може најсигурно да намириса друг популист во својата близина и затоа е трескавично брзање за одржување предвремени парламентарни избори. Демек, додека не се проширил популистичкиот СДСМ вирус меѓу граѓанството, ВМРО ДПМН веќе нестрпливо гледа на часовникот и го темпира следниот термин за вонредни избори, штом ќе истече тековната година. Продолжуваме со колумна на Вели Митановски, која се однесува на неодамнишните случувања со НСДП на Тито Петковски. Како што е познато во јавноста, Петковски излезе неодамна и се извини за своето коалицирање со премиерот Груевски во 2006 година. Петковски вели дека поради неговото коалицирање Груевски дошол на власт и дека затоа тој чувствува должност да им се извини на граѓаните. Но еве тука Митановски мисли дека тоа извинување не е искрено и дека доаѓа предоцна. Мисли дека тоа извинување е уште еден политички трик на Петковски и дека во суштина тој и не може да се извини. Туку треба да ја напушти политиката. Еве е поентата на Митановски. Јунакот од нашиот сокак цело време му аплаудирал на Груевски, а сега бара простување, нуди покаяние. Сега, по 7 години, откако му ја дал шансата да ја уништи Македонија, во наводници. А кој ја уништи? Кој ја погреба идејата за трета опција или за трет пат? Та нели партијата беше формирана заколнувајќи се пред Гиден Сијатали и врз идејата за граѓанска Македонија, ниту Бранкова, ниту Груева. Така е кога сонот венее, а уште не расцутел. Така е кога лагата ви е политичко кредо. Затоа е најголем грев и најголема кражба, особено кога е изговорена токму од оние кои со позициите што ги зазеле во општеството му ја украле и иднината на овој народ. Од волот чувајте се кога е пред вас, од мазгата кога е зад вас, а од калогерите и политикантите кога се насекаде околу вас. Продолжуваме со колумна на исто така редовниот колумнист Тони Науновски, во која Науновски кој е редовен критичар на сите однесувања кои се поврзани со промената на името, со промената на идентитетот. Сега се осврнува на однесувањето на председателот на ДОИ Али Ахмети и со неговото последно обраќање пред јавноста во која Ахмети прати неколку пораки дека тој ќе направи се проблемот со името да се реши до декември, дека е можно да во неговото обраќање за тоа кого ќе поддржат за председател, дека ќе бараат консенсуален председател и еве ја пораката на Науновски околу тој став на Ахмети. Значи Науновски вели дека ако Ахмети кажал дека Македонија без да го смени името нема да влезе во ЕУ и НАТО и што следува потоа дека е можна дестабилизација и негативни последици за земјата. Значи Науновски вели: тоа значи дека Ахмети мора да го прифати фактот дека уште долго време, можеби и никогаш, РМ нема да биде полноправен член на ЕУ и НАТО. А ако тоа не му се допаѓа, како и секој граѓанин, може да се пресели во некоја држава од богатата Европска Унија. Исто така нема категорија етнички концензус. Што е тоа етнички концензус? Тоа се празни зборови, немаат содржина во унитарни и суверени држави, каква што е нашата. Во Република Македонија живее македонскиот народ и припадници на повеќе национални малцинства. За демократска држава, како што е нашата, битни политички одлуки носи мнозинството во собранието. И владата за промена на уставот, на пример, за елиминирање на уставните одредби што го дискриминираат македонскиот народ, потребни се 82 гласа за во третинско мнозинство. А еден пратеник значи еден глас, тие имаат еднаква вредност. Продолжуваме со колумна на професорот Ѓорѓе Спасов, во која тој е редовен критичар на власта
и која овој пат се однесува на владењето на премиерот Груевски. Тезата на професорот Спасов е дека политиката на Груевски води кон поделба на Македонија. Еве некои од аргументите на професорот. Тука се осврнува на настаните во Букурешт во 2008 година, кога Македонија не доби покана за влез во НАТО. Според професорот Спасов, основна вина за тие случувања и зошто не добивме покана, основната вина лежи кај премиерот Груевски и неговата политика. Прво, Груевски, кој не е потписник на рамковниот договор, долго време го сметаше тој договор за штетен и успеа да ја освои власта во 2006 година, меѓу другото, со тврдењето дека никогаш нема да направи коалиција со владата и со терористите на Али Ахмети. Второ, непосредно пред самитот на НАТО во Букурешт, грчните весници објавија два настана од Македонија кои им беа доволен надот за ставање вето на членството на Македонија во Букурешт. Првиот настан беше поклонувањето на Груевски на гробот на Гоце Делчев, на чија надгробна плоча, кобајаги некој случајно, ја имаше ставено картата на Македонија во нејзините географски граници, кои длабоко се протегаат на територијата на Грција, а вториот настан беа билбордите низ Скопје, на кои на грчкото знаме беше исцртан фашистички кукас крст, а со кој се рекламираше изложба на некој ликовен уметник. Иако Македонија беше разочарана од тоа што на тој самит не стана членка на НАТО, заедно со Албанија и со Хрватска, се чини дека Груевски беше можно незадоволен. Продолжуваме со колумна на главниот и одговорен уредник на вестникот Дневник, Дарко Јаневски, во која Јаневски исто така се осврнува на неколку политички прашања, а колумната ја таргетира главно за пресудата на Томислав Кижаровски, на новинарот Кижаровски. Главниот одговорен уредник на Дневник смета дека и не постои реален меѓународен притисок од релевантни меѓународни организации за ослободување на Кижаровски и не постои реална меѓународна критика за пресудата на Кижаровски. Па така Јаневски во неколку пасоси образложува, се обидува сите тие организации кои реагирале за Кижаровски на некој начин да ги дискредитира и објаснува зошто тие организации не се релевантни, значи тука ги спомнува и Freedom House, и Репортери без граници, и останатите, и ОПСЕ, и Дуња Мијатовиќ, представникот за слобода на медиумите на ОПСЕ, а еве една поента на Јаневски. Во хистеријата за некаква си загриженост за слободата на изразување во Македонија, влезе известувачот на Европскиот парламент за нашата земја, Ричард Ховит, па наведе дека овој случај можел да внесе страв кај новинарите. Тој е истиот тој што пишува извештаи кои дава совети како да се подобри состојбата со примената на правото, односно практикувањето на правната држава. Тоа е нешто што влегува и во извештајот на Филе. И така, додека од една страна се бара да се почитуваат законите на државата, од друга се бара начин како тие закони да се заобиколат. Има нешто нелогично во ова? Не, далеку било. Иако не случајно рекол народот дека две лубеници под една мишка не се носат, србите го имаат она и јаре и паре. А во обичниот муабет, најчесто за оваа ситуација народот го употребува муабетот за таа што сакала да има секс и да остане невина. Продолжуваме со уште некој преглед на социјалните мрежи. Тука е еве еден интересен коментар на Евица Боцевски, поранешниот вице-премиер, кој е всушност извадок од неговата редовна колумна. Па Боцевски вели вака: целата историја на македонската приватизација е всушност историја на еден невиден грабеж кој овие селектирани комунистички директори ги претвори во македонски олигарси. Периодот од 92-та до 98-та е првото позлатено време на Македонија. Времето кога политичките врски создадоа невидени богатства за едно многу мало малцинство.
Тој е македонскиот 0,01%, што се уште доминира со македонската економија. Се разбира, СДСМ и тогаш и сега е политичко крило на македонската неокапиталистичка олигархија. Македонскиот 0,01% е врзан со папошна врвца за организацијата што ги произведе, со неколку исклучоци што преминаа на другата страна, но кои се уште се ги чуваат и врските и позициите со партијата мајка. Продолжуваме со редовната колумна на Горан Михајловски, главниот и одговорен уредник на весникот Вест, кој има неколку поенти во неговата колумна, сакам да кажам, значи и за слободата на говорот, и за пресудата за Кежаровски, за доаѓањето на Ричард Ховит во Македонија, но една поинтересна, посмешна поента е четвртата точка од неговата колумна, која се однесува на неодамнишниот извештај на Doing Business на Светската банка дека Македонија е меѓу првите 10 економии, меѓу првите 10 реформатори на економии во светот. Еве поентата на Михајловски. По повод на новиот извештај на Doing Business, на ТВ Алфа на вестите одеше најава Македонија меѓу 10 топ економии во светот. Ако сме меѓу 10 топ светски економии, зошто тогаш Македонија не учествува на самитите на Г20? И тамо ли Грција ставила вето? А богами и на Г8 ќе не викаат како посматрачи. Русија е Г9, а ние ќе бидеме десетката. Тие самити на најразвиените земји се како измислени за премиерот Груевски, како по правило, за време на овие самити, едниот ден е резервиран за средби во неформална облека. Тогаш им даваат на медиумите да ги сликаат лидерите без вратоврски, без костуми и лефтерно облечени. Нашиот Груевски джемперчиња за такви самити има колку сакаш. Еден услов за Г20 веќе имаме исполнето. Тоа беше и денешниот преглед во трета порта ќе го завршиме со една колумна за надворешно политичките случувања. Тоа е на Димитар Чулев, која се однесува за случувањата во Сирија. Па така, насловот на колумната вели вака: Рокада во Сирија. Тука се мисли за променот на односите на силите внатре во државата, но и за промената на односот на меѓународната заедница пред се на западните сили за случувањата во Сирија и за напорите да се свика Женевска мировна конференција. Еве ја поентата. Но сега е проблем како да се врати во шише ослободениот див дух на платениците и фанатици кои од почетокот на 2010 изигруваа ослободители во Северна Африка и на Блискиот Исток. Главната сириска опозицијска група, Сириската национална коалиција, нема да учествува на најавената мировна конференција за Сирија, доколку не добие гаранции за оставка на сирискиот председател Башар Ал-Асад. Тоа тешко ќе помине. За да ги принудат да учествуваат на планираната конференција во Женева, САД привремено ја прекинале војната помош за сириските бунтовници. Дали планот ќе успее, прашање јавуваат агенции. Запирањето на помошта во оружје, како што се вели, би требало да ги принуди бунтовниците да учествуваат на планираната конференција, што треба да се одржи во Женева на крајот на ноември. Почитувани гледачи, ви благодарам за следењето на Трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, Трета порта не ви кажува како да мислите, туку ви ги презентира сите аргументи и факти. Останете со програмата на 24 вести.